Нека е слава на нашиот Господ, за тоа што и денеска ни подарува еден ден, убав ден, прекрасен ден. На нас останало да го прославуваме Неговото име. Мислам дека сите сме на исто мислење дека живееме во последното време. Дали се согласувате за тоа? И постојано зборуваме така, дека веќе е последното време. Ама дали живееме како во последно време? Дали така размислуваме? Или дали така се однесуваме како во последното време? Ке се вратиме назад во времето на Ное, и за нив беше последното време. И Ное им зборуваше 120 години, тие не му веруваа, нешто не му веруваа, дори му се исмејуваа. Живеа како да ништо нема да се случи, живеа како тоа нешто измислено, и дури му велеа дека толку дожд или вода, па да биде се поплавено, па дури и планините да бидат поплавени. И за тоа не веруваа. Но кога почна да врне дожд, се качија до пот и си мислеа дека тука е сигурно, арома за неколку дена водата дојде и до таму. Се качија до почивалото, ама за неколку дена и таму стигна водата. Се качија на Попадија горе, ама за неколку дена и таму стигна. Се качија на границата горе, водата дојде и таму. И веќе немаше решение. Чукаа на бродот на Ное, ама немаше кој да им отвори. И така сите изгинаа. Сите до еден. Може да си замислите од целиот тој народ што постоеше, само една фамилија остана живи. Скоро го славиме празникот Воскресение. Што се случи тогаш на тој ден? Што беше тоа што Исус висеше на крстот? Тоа беше одговорот на израелскиот народ. Тие му кажа: не те сакаме, не си ни потребен. Не веруваа во него. Му се смеја, го руга, го тепа и што уште не направија. Тоа беше нивниот одговор: не те сакаме. Но Бог тогаш ја затвори вратата за нив, а ја отвори вратата за нас. И таа врата уште малку е отворена. Таа врата може многу скоро и многу брзо да биде затворена. Ние зборуваме дека е последно време, но дали живееме и дали се припремаме, бидејќи ако се затвори вратата, и ние како во времето на Ное ќе викаме, ќе бараме, но Бог нема да ни одговори. И затоа треба да бидеме спремни денеска. Треба да бидеме подготвени, припремени, па што и да се случува, да знаеме дека ќе бидеме на сигурно. Нека е слава на нашиот Господ и Спасител Исус Христос, што ни даде таква можност, привилегија да бидеме дел од Неговиот народ. А сега ние ќе го славиме и ќе започнеме оваа служба со песната број 17. О, нека цел свет дигне глас кон Бога, славен цар и спас. Песната број 17.
Сега ќе прочитаме Псалмот број 111. Псалм број 111. Во слава на Бога, на Неговата добрина. Слава на Господа. Ке го величам Господа од се срце, на собирот и во собранието на праведниците. Велики се делата Господови, тие што им се радуваат, за нив размислуваат. Славни и величествени се Неговите дела, вечно трае Неговата правда. Тој прави чуда што се паметен. Господ е милостив и сочувствителен. На своите следбеници тој им дава храна, својот завет вечно го одржува. На својот народ му покажа дела нокти, давајќи му ја земјата од паганските народи. Делата на неговите раце се верни и праведни, а неговите уредби се веродостојни, цврсто стојат од век до века, засновани на верност и на правда. Тој му донесе спасение на својот народ, за вечни времиња го даде својот завет. Свето и страшно е неговото име. Почеток на мудроста е почитта кон Господа. Тие што го слушаат, со мудрост се здобиваат. Нему му припаѓа вечна слава. Благодариме. Слава на Бога. Нека сега да се исправиме и да благодариме на Бога. Татко Небесен, и ова утро застануваме пред Твоето лице, за тоа што само на Тебе можеме да Ти отдадеме слава и чест за се она што Ти ни го даваш, за она што Ти се грижиш за нас, за она што Ти не сакаш нас, за се она што ние го добиваме во нашиот живот и за денот кој Ти денеска ни го подаруваш, бидејќи денеска одново можеме да го слушаме Твоето Слово. Господе, Ти ни зборуваш преку Твоето Слово и затоа Те молиме да Ти го благословиш Твоето Слово ова утро, нека да биде духовна храна за нас, да се нахранеме, да се ојачеме. Господе, да не поучиш, да не искараш, да ни дадеш мудрост преку него, за да можеме да се поправаме кога грешиме, за да можеме да се вратиме на Твојот пат ако залутуваме, бидејќи само еден е патот кој води во вечноста, а тоа е Господ Исус Христос. Нема друг пат. И тој пат е прекрасен, бидејќи Ти, Господи, го припрема за нас. Ти го очистуваш тој пат. И Ти пазиш кога ние одиме по тој пат. Господе, ние со ништо друго не можеме да Ти се отплатиме, освен да Ти се заблагодариме. Освен, Господе, да го изливаме нашето срце пред Тебе. Освен, Господи, да го дадеме целото наше битие на Тебе. Татко Небесен, секој еден кој е овде присутен, секој еден кој го слуша Твоето Слово ова утро, благослови го, нека да биде припремен, спремен, подготвен за средба со Тебе. Господе, се предаваме во Твоите раце. Те молиме и за нашиот народ, за нашите тука сограѓани, за сите кои се околу нас. Господе, да Ти ги благословиш, бидејќи без Твојот благослов ние сме ништо. Те молиме, Татко, во името на Исуса Христа. Амин. Како втора песна ќе испееме 174.
Дојдете со сета слабост, ранети, изморени. 174 број.
Се радувам што сме овде ова утро. Сите сте поздравени, добродојдени, бидете благословени. Посебно се радувам што нашиот брат Коста одново е овде помеѓу нас. Сабале си мислев да го пофалам, викам постојано е со неговата сопруга доаѓа, денеска го нема, сам. Ама ако ова утро тој ни е важен, да ни го пренесе Божјето Слово, да ни каже тоа што Бог го има на ум да ни го каже, тоа што за нас е потребно. Затоа го повикам да дојде и да ни послужи со Божјето Слово. Ве поздравувам во името на нашиот Господ Исус Христос. Јас се радувам што денеска сум тука со вас и како што веќе брат Ване најави, за жал мојата сопруга Нада не е со мене, таа многу ве поздравува. Бевме на неколку патувања во меѓувреме и таа е во моментот за жал болна со температура. Така што не можеше со сета нејзина добра волја и желба да биде денеска со вас тука, едноставно не можеше да патува повеќе. Но ние сме заедно во духот и верувам дека Божјето Слово и неговата моќ можат да действуваат каде и да се наоѓаат луѓето, во каква и ситуација да се наоѓаат. А денеска текстот врз кој што ќе говорам се наоѓа во книгата на пророкот Исаија, 61-то поглавие, целото поглавие, поточно сите 11 стихови. Еве што пророкот вели таму. Духот на Господ Бог е врз мене, зашто Господ ме помаза за да им благовестам на бедните. Ме испрати да лекувам скрушени по срце, да им проповедам на заробените и на затворениците отварањето на темницата. Да ја проповедам благопријатната Господова година и денот за одмаздата на нашиот Бог, да ги утешам сите оние што тагуваат. Да им соопштам на оние што тагуваат на Сион, дека ним место пепел ќе им се даде украс, место плачење, миросно масло на радост, место опад на дух, славна облека, и ќе ги наречат дабови на правда, градина на Господ за негова слава. И ќе ги изградат древните урнатини, ќе обноват стари урнатини и ќе подноват разурнати градови, запустени од дамнешни родови. Тогаш ќе дојдат тугинци и ќе ги напасат стадата ваши. Синовите на тугинците ќе бидат ваши земјоделци и ваши лозари. А вие ќе се нарекувате свештеници на Господ. Служители на нашиот Бог ќе ве нарекуваат. Ќе се користите со имотот на народите и ќе се прославувате со нивните богатства. Заради тоа што бевте двојно посрамени, подбивот и срамот им беа наследство. Затоа во земјата ќе добијат двојно, вечна веселба ќе има кај нив. Зашто јас, Господ, ја сакам правдата, го мразам грабежот со насилството. И ќе им дадам награда според вистината и ќе направам со нив вечен завет. И семето нивно ќе биде познато меѓу народите и потомството нивно меѓу племињата. Сите што ќе ги видат, ќе познаат дека се тие семе благословено од Господ. Многу се радувам во Господ и душата моја ќе се развесели во мојот Бог, зашто тој ме облече во спасителна облека, ми облече облека на правда, како на младоженец ми стави венец, како невеста со накит ме украси. Зашто и како што земјата ги произведува растенијата своји, и како што во градината расте се што ќе се посее, така Господ, Бог ќе направи да никне правда и слава пред сите народи. Амин. Ова се многу познати зборови на пророкот Исаија во 61-то поглавие и верувам дека веројатно сите од нас тука што ја читаме Библијата веднаш ќе забележат и ќе се сетат дека се овие првите два стиха се цитирани од Исус Христос веднаш кога ќе се врати од пустината во Лукиното Евангелие во 14 глава, 18 и 19 стих. Ке го имаме и тоа на ум. Но јас би сакал исто така да не се задржиме само на тие два стиха кои се цитирани во Новиот Завет, туку навистина да ги погледнеме целото поглавие во незиниот контекст во
книгата на пророкот Исаија. Во книгата на пророкот Исаија, покрај тоа што ги имаме овие прекрасни описи за правдата и за обновата, покрај тоа што имаме во 58-то поглавје, она една од најпрепознатливите текстови за тоа што е вистинскиот пост, каде што се повтараат неколку стихови за обновата на разорнатите градови, има 5 песни или 5 пеења, така наречени песни за слугата Господов. И ако ги погледнеме низ целата книга на пророкот Исаија, ќе можеме да забележиме, поточно луѓето што многу длабински пристапиле кон проучување на Светото Писмо и пишувале коментари точно на ова книга на пророкот Исаија, забележале определени паралели. Дека во ова 61 поглавие како да се сумаризираат 5 песни на слугата Господов. Например, во песните за слугата, во 42-то поглавие од 1 до 7 вели Духот Господов е врз слугата Божи. А што вели 61-то поглавие во првиот стих? Духот Господов е врз мене. Во Исаија 50 глава 4 стих зборуваме за еден јазик на ученик, на оној кој ќе ја пренесе веста од учителот. Во првиот стих од 61-то поглавие велиме, ga читаме, помазаникот е тука да ја навестува што? Добрата, радосна вест. Во Исаја 49 глава 9 стих имаме слобода за затворениците. Во 61 глава исто така овој помазаник навестува слобода за оние што се заробени. 42-то поглавие нема да ја скрши сламката. Во 3 стих читаме наместо дух на униние, наместо дух на пропаст, ќе има пофалба за другите. Потоа имаме година на милост во 49-то поглавие, а тука имаме година на прифаќање и конечно зборуваме за Божјата одмазда, дека се него му припаѓа во неговите раце, како што и Павле го кажува тоа во Римјаните, и ден на одмаздата на нашиот Бог. Ова се паралели кои ни објаснуваат дека всушност книгата на пророкот Исаија е една од најважните книги од кои што можеме да црпиме за она што го разбираме и што ни е посебно објавено во Новиот Завет, особено преку ликот и делото на Исус Христос. Кои се тогаш клучните задачи на овој слуга Божи помазаник? Оно што Бог го помазал, кои се неговите клучни улоги? Една клучна улога е да им благовестува на сиромашните. Но оние кои што многу често никој не ги забележува, тие што не се важни, тие што не се битни за да се сретнеш со нив, тие што не секогаш е најважно дали ќе поминеш време со нив, бидејќи последиците од тоа време со нив, најчесто на луѓето во општеството не се додадена вредност. Но помазаникот Божи вели, ќе се посветам на сиромашните. Исцелување на оние што се скршени по срце, на разочарените, на обременетите, на оние кои страдаат во од каква било болка и загуба. Ослободувањето на затворениците, во овој случај, она што тука го гледаме всушност секој оној кој е во каква било форма на потиштеност, на потлаченост поточно, на потиснатост, во неправда, тие да бидат ослободени. И прогласување на годината на Господовата милост, ден на одмаздата на нашиот Бог, вели, и утеха на оние што тажат на Сион. Ова се описи на она што пророкот го гледа и го пророкува и вели, ова е што ќе се случи и ова е што јас го предвидувам дека Бог ќе го направи преку неговиот помазаник. И потоа, ако отидеме сега во 4-то поглавие на Евангелието според Лука, ќе видиме што Христос прави таму. Да, тој ги цитира првенствено овие први 2 стиха. Меѓутоа, со некои мали и ситни измени, мали се и ситни, ама се многу важни, за она како Христос го толкува Стариот Завет. Исус доаѓа во синагогата
во Назарет, го добива свитокот на Исаија, отвара таму на тоа место и го чита тој текст. Тој цитира главно текст кој се наоѓа во 61-то поглавие, првите 2 стиха, меѓутоа тој вклучува и некои други стихови. 58-то поглавие, 6-тиот стих од Исаија, исто така е вклучен. Духот Господов е врз мене. Тоа е спој на стихови кои зборуваат за благовест, за навестување на радосната вест на сиромашните, исцелување и ослободување и година на милост. Значи, речи си како да Христос сака да посочи, ги одзема на страна, ги става идеите за Божјата одмазда и ја нагласува Божјата милост и го нагласува Божјото простување. Да им го врати, вика, видот на слепите. Тука има уште еден опис кој се наоѓа во Евангелието според Лука. Не само да ги ослободи заробените, туку да им го врати и видот на слепите. И едното и другото, тоа што го читаме, кога го читаме во Евангелието според Лука, треба да се сетиме всушност каква е реакцијата на луѓето кога го слушаат тоа, кога влегува Христос во синагогата. Кога ќе разберат што тој кажува во тој контекст посебно за себе, не се крајно воодушевени. И што е многу интересно, во тој еден многу сличен контекст, дури и самиот Јован Крстител во даден момент не е баш најсигурен што се случува и поставува прашање. Ке се сетиме на прашањето, така, што вели Јован? Ти си или некој друг да чекаме? Јован е во затвор, што е многу интересна паралела кога ќе се види што Исус проповеда. И го прашува Исус дали е тој што треба да дојде. И Исус не одговара со да или со не, туку опишува тоа што Христос го прави. Исцелува, воскреснува, проповеда. Христос им донесува благовест на сиромашните. Заради неговото, тоа е во 61-то глава, значи се потврдува. Во Исаија 35-то поглавие од 5 до 6 стих гледаме нешто многу интересно. Слепи гледаат, хроми одат и глуви слушаат, сиромашни се радуваат. Овој одговор кој Христос му го дава на Јован е всушност повик на Јован, една милост и како сочувство, израз на сочувство кон Јован, во кој што му кажува Јоване, тоа што ти го работиш и тоа што тебе ти се случува и тоа што веројатно веќе Христос знае дека тебе Јоване ќе ти се случи, не е залудно. Тоа што ти го проповедаше дојде до исполнување, а ќе се исполни во мојот живот. Овој одговор кој Христос му го дава на Јован е полн со емпатија. Полн е со сочувство. Полн е со разбирање, но над се полн е со поддршка на Јован да разбере дека тоа што го прави никогаш нема да биде залудно. Со други зборови, и во миговите кога животот ни се приложува како да се е пропаднато, како да злото победува, како да неправдата е таа што секогаш ќе владее. А всушност, ако ја погледнеме ситуацијата на Јован, токму тоа се случува. И знаете што? Јован од таму не излегува, како што викаме, со жива глава. Јован од таму ќе излезе со конечен пораз. Неговата глава натацна, неговото тело земено од неговите ученици да биде погребано. А Христос му дава ветување и му вели: Јоване, затворениците ќе бидат ослободени, но Јован не е ослободен. Тоа што Христос му го порачува, ја надминува пораката за самото директно физичко ослободување. Да, и тоа има место во дадените Божи дејства. Но она што е многу побитно е Христос да му порача на Јован
ништо од тоа што Јован ти го правиш, без разлика колку да изгледа сега залудно, ништо од тоа нема да пропадне, бидејќи се наоѓа во Божјата волја. Тоа Христос му го порачува на Јован. Христос порачува дека тој ја наговестува благопријатната година Господова, дека тој го проповеда, ја проповеда Божјата правда. А библиската теологија за правдата е насекаде. Ако отворите која било книга, особено од пророците, дали е тоа Амос, покрај Исаија, дали е тоа Еремија, дали е тоа Михеј, дали е тоа Осија, Бог е гневен заради угнетувањето на оние што се сиромашни, на оние што се вдовици, на оние што се сирачиња и на оние што се тугинци. Правдата е нераздвоен дел од заветот. Не може да се има благослов без морална и праведна одговорност. Ниту еден пророк нема да ја прифати обожавањето на Бог без присуството или без посветеноста на социјалната правда. Зошто е ова тука важно? Бидејќи кога ќе погледнеме ситуацијата во светот, кога ќе погледнеме ситуацијата во Европа, на Балканот и во Македонија, чувството наше во многу што може да биде: па ние сме во затвор. Па ние зборуваме и проповедаме нешто, а живееме во мрак и во темница. Гледаме што се случува. Гледаме дека правдата не може да се спроведе. Сега не пред него ден, вчера седевме и разговаравме со една личност, нема да спомнам ни место ни држава, но многу интересно е, европска држава е. И за личноста која стана збор додека разговаравме за некои теми по прашање на правда, рече: познавам нејзина внука, вика, таа е јавен обвинител. Честна личност, доблесна личност, во европска земја. Таа е јавен обвинител. И знаете ли, вика, што ми кажува најчесто кога ќе се врати дома од работа? Последното место каде што треба да барате правда е судот. А што да правиме тогаш ние? Што не сме ни јавни обвинители? Што да направиме ние? Ова звучи речиси навистина поразително. Кога ја читав ова порака, знаете на што се потсетив? Искрено. Ова не е дел од не беше дел од мојата проповед до пред неколку минути, додека го читав, станав свесен за уште една друга работа. Тука пишува: други луѓе ќе дојдат и ќе работат на твоите ниви. Други луѓе ќе дојдат и ќе собираат од плодовите за тебе. И наједнаш ми текна дека голем дел од овој крај, од Струмица, е во некои други земји, каде што токму тоа го прави. Заминати од своите ниви, за да можат на некој друг да му работат некаде на друго место на тие ниви. Тоа ни се случува. И тоа ни се случува затоа што живееме во голема, огромна неправда. И оваа порака е темна и црна и поразителна. Јас се согласувам со тоа како констатација. А што Исус кажува? Што овој помазаник ни зборува? Ни зборува за тоа дека дошол да им проповеда на заробените, да ја зборува благопријатната година Господова, да зборува за правда, за ослободување, за растеретување. Новиот завет го зема Исус Христос како инкарнирана правда. Тоа е отелотворена правда. И знаете што? Светот не стана поправеден со тоа што Христос се инкарнира, светот не стана поправен со тоа што Христос проповедаше, и светот не стана поправен со тоа што Христос умре на крстот и воскресна. Од кога знаеме до сега се соочуваме токму со овие работи. Па тогаш што е поентата? Зошто? Зошто е сето тоа? Заради Божите ветувања, кои никогаш, ама баш никогаш, нема да отидат на празно. Тоа што Бог го ветува, тоа и Бог го исполнува. Затоа, стоејќи тука пред вас, јас немокен, јас лично се чувствувам крајно мал,
беззначаен и немокен во што било да направам за нештата да се сменат. Но тоа нема да ме сопре. Јас да го гледам Христос, да читам за неговите зборови на помазание и да го живеам животот, макар тоа значело како Јован да завршам крајно неславно. Бидејќи верувам на секое Божје ветување. И не само Исус. Да го земеме Јаков како еден од писателите на Новиот Завет. Јаков ја продолжува традицијата на пророкот Амос. Осуда за секаква неправда. Осуда за лажна вера во која што нема вистински манифестација на делата кои произлегуваат од таа вера. Во Откровението 18-тата глава имаме критика за економски угнетувачки систем. Економскиот угнетувачки систем е систем на градот Вавилон. И тоа е Вавилон кој нема врска дали е тоа Рим, дали не е битно кој град. Се работи за системот кој постојано ги злоупотребува луѓето кои немаат пристап до ресурси и немаат пристап до вистинска моќ. Во Евангелијата Исус го осудува секое занемарување на правдата од страната на фарисеите. Им вели, вие давате десетоки од нане. Тоа го правите, ама правдата ја заборавате. Тоа го заборавате. И кога ги чита овие неколку стихови, Исус всушност го чита Исаја 61, ја објавува годината на Господовата милост и манифест на Божјата правда. Што всушност Исус постигнува не само со тоа што го проповеда, туку со тоа што се отелотворува и станува еден од нас. Исус живее праведно, бидејќи тој е свет и праведен. Во 1 Коринќаните 1:30, Исусовиот жив е праведен, бидејќи Христос е свет и праведен. Се поистоветува со оние што се угнетени и обесправени и се жртвува во име на космичка правда. Крстот како врв на љубов и на правда. И сега, прашањето што јас сакам да го поставам на сите нас овде, за тоа што го читаме, е следново. Што тоа значи за нас денеска? Бидејќи ние можеме ова да го читаме и една работа е многу важна. Да, Христос ова го изживеа 100%. Да, Бог тоа еден ден во целост ќе го постигне и ќе го воспостави. Неговото владение еден ден ќе ги израмни сите овие неправди. Но прашањето е што до тогаш? Што овој текст треба да значи за нас? Како Христовото помазание е поврзано со нас како Христова црква? Како Христовото помазание ја помазува Христовата црква? Исус ги користи овие мотиви од Исаија 61 поглавие како идеја, како представа, како да ја ослика што е неговата улога, што е неговата мисија и што е неговата цел. Но она што е многу битно овде да се забележи, како што реков на почетокот, наместо суд и одмазда, во вториот дел од Исаја 61:2, всушност Христос не проповеда суд и одмазда. Христос проповеда утеха, ослободување, исцелување и надеж. Христос го има тоа право да го толкува Стариот Завет на начин во кој што во целост се исполнува во неговото отелотворување. Исус е толкувач на Светото Писмо и слично како и пророците, Исус го толкува, го претолкува и го реинтерпретира секој старозаветен текст. Тој комбинира повеќе текстови заедно. Зборува за традиции на суд, зборува за традиција на обновување и често ги поставува една на друга. Но преку овие споредби, преку овие дејства, Исус воведува нови елементи што го обновуваат значењето на овој важен текст. А што е тоа значење? Бидејќи употребата на Исаија од овие поглавија Исус ја прави, тоа се нарекува селективно. Не го користи севкупниот текст кој му стои на располагање.
Тој сето тоа го ориентира кон милост, кон надеж и кон обновување, а не само кон суд. И затоа сакам јас себе си, вас како црква и сите христијани во Македонија и целиот свет да се охрабриме и да ве подсетам. Не се работи за тоа дали Бог ќе донесе правда. Бог ќе донесе правда. Не се работи за тоа и само дали ние ќе издржиме да живееме праведен живот во кој што сме повикани да живееме праведен живот и да го следиме Христос. Туку многу поважно од се да бидеме мотивирани да го правиме тоа што го правиме во име на оние што се неправедни сега. Со надеж дека и тие еден ден ќе бидат обновени. Како овие луѓе што вршат неправда во моментот ќе бидат опресведочени за Христовата и Божјата правда ако не го видат тоа од нас и ако тоа сведоштво не им е предочено од нас самите како црква. На кој начин? И пазете, не само како теза за Божи суд, туку пред се како теза за милост, надеж и обновување на целиот свет. Тоа е пораката која е за сите овие луѓе. И ние знаеме дека таа порака треба да стигне до секој од нив. Но како таа порака ќе стигне до нив ако црквата која треба да биде Христово тело не ја инкорпорира оваа порака што Христос ја дава на црквата. Тоа е предизвик за мене денеска. Јас се соочувам со тој предизвик секој ден. Како ќе одговорам на неправдата што ме обкружува? Како ќе одговорам на ситните мали неправди од најблиското окружување околу мене? На кој начин ќе го живеам мојот живот кога размислувам за некој што ми мисли зло? Дали ќе се ситам ако на некој што мене не ми е драг, не му оди добро? Или пак напротив, ќе се радувам ако им оди добро, или ќе се молам да им стане уште подобро? И знаете, јас сега не ви проповедам. Ова е многу повеќе порака за мене, првенствено отколку за кој било тука во овие клупи. Јас сум само човек од крв и месо. И овие зборови што ги кажувам, мора да се вратат кај мене. Како јас можам да застанам достојно пред Бога? Како јас можам да ја носам Божјата правда, ако заборавам што Христос направил и која е неговата порака сега и тука во овие стихови? И како на крајот на краиштата јас ќе можам да се поистоветам со Христос ако ме интересира само Божјата одмазда, а не првенствено оно што Христос го нагласува, а тоа е Божјата милост. Христос е Божиот помазаник, а црквата е неговото помазано тело. Помазанието овде што го гледаме, Христос, Бог ме помаза во 61-та глава и тоа што Лука го цитира во четвртото поглавие, како Христос што го кажува, е Христовиот идентитет. Христос во превод значи буквално помазаник. Меѓутоа, да се сетиме дека секој од нас кога се крштава во името на Отецот, Синот и Светиот Дух, се крштава во помазанието на Синот Божи. Тоа што Христос е по природа, тоа тој што е крстен би требало да стане по милост. Уште еднаш ќе повторам. Тоа што Христос е по природа, тоа тој што се крштева треба да стане по милост. Ние учествуваме во Христовото помазание преку нашето крштевање. И Духот, Светиот Дух, е темел на христијанската етика и на христијанската мисија. Зошто? Затоа што во 1 Коринтијаните, третото поглавие, 16 стих се вели за нас дека сме храмови на Светиот Дух. Духот во истата книга, 12-тото поглавие, Духот дава различни дарови, но со една цел. Секој дар е даден и секој е различен, но има една заедничка цел. Која е целта? Љубов. Целта е љубов. И затоа животот во Духот
повикува на етичка одговорност. Бидејќи не можеме да имаме помазание ако Духот не е врз нас, а без тој Дух не можеме да учествуваме во помазанието на Исус Христос. А најдобриот начин да се учествува во помазанието на Исус Христос е да се повторат зборовите и делата на она што Христос како за помазаник Божи го кажува за себе. И како што привршуваме со проповедта, да размислиме за неколку важни поенти од сето ова што во овој текст го прочитавме. Лука го препознава Исаија 61, 1 и 2 како важен текст кој го толкува разбирањето на Исус Христос. Лука е многу прецизен. Знаете како почнува неговото евангелие? Вели, откако се добро, внимателно и прецизно, баш така користи таков збор, и прецизно и точно испитав, тогаш решив да пишувам. Духот кој бил скриен во Стариот Завет, сега станува отелотворен во личноста на Исус и во телото на црквата. А сите христијани преку Светиот Дух се соучесници во таа мисија на обнова, на утеха и на ослободување. Со други зборови, ова не е само поттик, ова не е само повик да издржиме. Ова не е само повик да истраеме и да чекаме да дојде големото ослободување на Бог еден ден. Ние тоа го правиме. Братот Ване спомна дека сите се чувствуваме како да сме во последните времиња и сите заедно веројатно извикуваме Мараната. Дојди Господе. О да. Баш тоа би требало да ни биде еден од главните мотиви да го живееме христијанскиот живот. Но прашањето е како ќе го живееме додека чекаме? Рамнодушни и да чекаме? Исплашени и да чекаме? Или на некој начин да се помириме со окружувањето околу нас и да викаме, ние се веруваме во Бог, како е, така е, еден ден тој ќе дојде и ќе не спаси. Ниту еден од овие описи не одговара на она што Библијата го опишува за Христос и за неговите следбеници и за оние како негова црква кои се помазани во него. Покрај тоа што сме ние негово тело, ние сме опишани што со една друга илустрација. А која е таа илустрација? Ние сме Христовата невеста. Овде се случува, според мене, и моето исчитување на Исаија, како цела книга сега зборувам, не само конкретно ова поглавие, се случува еден многу интересен, еден многу значаен пресврт на самиот почеток од книгата Исаија кон самиот крај на книгата Исаија. Ке се сетите од вашето читање на оваа книга во 5 глава од 1 до 7 стих е еден славен опис на лозје кое Бог го опишува, а всушност метафората, споредбата е за лозјето за кого? Е за неверните луѓе. Вика, јас дојдов да работам на тоа лозје, го средив, го опкопав, му дадов се што му треба, а лозјето не дава род. Така почнува првите неколку поглавија на книгата на пророкот Исаија. Во книгата на Исаија, 5 глава, почнува концептот, почнува со суд. Бог вика, јас ке ве судам. А концептот во Исаија 61 поглавие е што? Обнова. Бог вели, јас ке ве обновам. Во другото, гледаме градина. Гледаме на неуспешно лозје кое воопшто не дава род. Лозје кое едноставно е бескорисно. А како сме опишани или како е опишана градината во 61 глава? Ако не сме внимателни, ќе го промашиме тоа делче. Знаете ли што пишува? На Беласци има многу такви дрва. Дабови. Дабови на праведноста, плодна градина. Суд, обнова. Разрушено лозје, дабови на праведност и плодна градина. Следниот концепт е брак. Разочарување, дури ако го читаме внимателно и разбираме што се случувало во Стариот Завет кога мажот сакал да се разведе од жена,
Всушност тоа што Бог го пишува тука, му вели на Израел: се разведувам од вас. Не сум ви веќе маж, не сум ти сопруг, не си моја невеста. Неверна си. Тоа е осудата што ја гледаме по прашање на бракот. А каков е описот во 61-то поглавие? Прослава на младенци. Неколку пати ова стихче го имам користено кога сум проповедал на нечии венчавања. Прослава на младоженец и на невеста. Каков е описот по прашање на праведноста? Праведноста во 5-то поглавие е очекувана, но е отсутна, ја нема. Праведноста во 61-то поглавие никнува пред сите народи. Народите ја гледат и правдата расте, никне. Зарем тоа нема да не измотивира? Зарем тоа нема да ни биде поттик сега да живееме праведно? Зарем тоа нема да ни биде поттик сега да направиме се што е до нас? Да живееме како Божји помазаници. Зашто знаеме дека врз основа на тоа Бог, тоа се всушност првите вкусови, предвкусот, плодовите на она што Бог го ветува. Во 5-то поглавие гледаме се е разрушено, се е руинирано, се личи на така нареченото дисково кочани кое изгоре до темел. Тоа е 5-то поглавие. Се личи како да е полно со диви депонии кои ќе ги сретнете кога ќе се возите каде било низ Македонија. А што е визијата, што е гледката во Исаја 61 глава? Изградени, обновени градови. И конечно, го гледаме тој така наречен глас во прво лице, што значи. Кога Бог зборува и вика: јас ова ќе го направам, јас тоа ќе го направам, јас вака ветувам, јас вака се заканувам. Во 5-то поглавие гледаме како гласот цело време и наративата се менува. Собственикот на лозјето го менува гласот. Но во 61-то поглавие гледаме еден едноличен, јасен, непроменлив јазик на помазаник Господов, кој зборува во името на Јахве и кој зборува во името на самиот Бог. Затоа, драги мои во Христа, нека Господ ни помогне ние да продолжиме да го живееме овој живот кој не повикува да биде живот на правда. И да се подсетиме дека тоа што Христос го има направено и тоа што Христос го има кажано за Него, тоа што важи за Него, важи за секој од нас, кои сме Негови следбеници, кои сме крстени во Неговото име, кои сме помазани со Светиот Дух и кои ги имаме Неговиот плод, плодот на Духот, и ги имаме Неговите дарови, за конечно да резултираат во онаа конечна и непоколеблива и безкомпромисна и безусловна љубов, која е Божја и која може и треба да биде и наша. Нека Бог ни помогне да живееме така. Светот околу нас не ни дава, речиси, никаков поттик за така да живееме. Напротив, Светото Писмо, со примерот на Христос, ни дава секоја храброст, секоја сила, секоја истрајност, секоја посветеност и секоја победа да можеме тоа и да го направиме. Бидејќи тоа нема да се случи само еден ден некогаш кога Христос ќе дојде. Тоа е можно за секој од нас, тука и сега во овој миг, да живееме како Божиот помазаник и да ја проповедаме Неговата благопријатна година, година на вистинската правда. Може така да се живее, без разлика каков е светот околу нас. Нека Бог ни помогне. Ке станеме да се помолиме. Небесен Татко, ние ти благодариме за Твојата правда, ти благодариме за Твоето помазание и те благодариме за Светиот Дух, ти благодариме за оттелотворениот Син Исус Христос и ти благодариме што преку тоа оттелотворување, што е Тој по природа, тоа ние стануваме по Твоја благодат. Помогни ни да гледаме цврсто и смело, храбро, како што му ветуваш на Исус Навин, да биде храбар и да биде цврст во Твојата порака и да оди напред
следејќи ја Твојата правда. Помогни ни на секој од нас тука и сега. Тоа е да го направиме, Господе Боже. Да живееме соодветно со она што Христос го протолкува од Твоето свето писмо. Амин. Му благодариме на Бога за Словото кое беше искажено преку нашиот брат. Нека Бог го благослови и му врати за неговиот труд, за неговата жртва. Сега ќе испееме песната број 333. Мир, радост и простување што светот бараме. 333 број. Сега децата ќе ни кажат стихчето. Затоа и Бог го превозвиши и му подари име што е секое име. И јавите Твоје. Браво, деца. Нека Бог ги благослови децата.
Следната недела, ако Бог даде, а ќе даде, одново ќе се собереме овде во 10 часот и ќе имаме одново утринската богослужба. А сега за крај ќе завршиме со песната 394, а ќе го замолам брат Коста да излезе за благословот. 394 број. Благодата на нашиот Господ Исус Христос, љубовта на Бога Отецот и заедницата на Светиот Дух, нека бидат со сите нас заедно сега и за секогаш. Амин. Амин. Службата е завршена.